Квидич. Како што почнуваше ноември, времето стануваше многу студено. Планините околу училиштето станаа ледено сиви, а езерото како замрзнат челик. Секое утро земјата беше покриена со слана. Од прозорците на горниот кат можеа да го видат Хагрид како одмрзнува метли на теренот за Квидич, замотан во долг капут од кртова кожа, ракавици од зајачко крзно и огромни чизми од кожа на дабар. Сезоната на Квидич почна. Во сабота Хари треба да го игра првиот надпревар по неделен тренинг. Грифиндор против Слитери. Ако победеше Грифиндор, ќе се искачае на второ место во Хогвартското првенство. Речи си никој не го виде Хари како игра, зашто Вуд реши дека како нивно тајно оружје ќе биде Хари. Хари треба да го чуваат во некаква тајност, но веста дека ќе биде трагач некако се дозна. А Хари не знаеше што е полошо, луѓето што му велеа дека ќе биде брилијантен или луѓето што му велеа дека ќе трчаат по него со душек во раце. Беше голема среќа што Хари ја имаше Хермиона за другарка. Не знаеше како ќе ја заврши сета домашна работа без неа, покрај целиот оној тренинг за Квидич што Вуд им го закажуваше во последна минута. Му ја позајми и книгата Квидич низ времето, што се покажа како многу интересно четиво. Хари научи дека постојат 700 начини да се прави фаул во Квидич и дека сите се случиле на надпревар на светско првенство во 1473 година, дека трагачите обично се најмали и најбрзите играчи, дека најсериозни несреќи во Квидич како им се случуваат ним. Дека луѓето, иако ретко умираат играјќи Квидич, имало случаи да исчезнат судии и по месеци да се појават во пустина во Сахара. Хермиона малку се опушти околу кршењето правила, откако Хари и Рон ја спаси од планинскиот рол и стана многу пофина околу тоа. Дента пред првиот надпревар на Хари во Квидич, тројцата беа надвор од ледениот двор за време на паузата и таа им создаде светол син оган што можеше да се носи наоколу во тегла за джем. Се грееа застанати со грб кон него кога Снейп премина преку дворот. Хари веднаш забележа дека Снейп куцаше. Хари, Рон и Хермиона се приближија меѓу себе за да го скријат огнот. Беа сигурни дека не е дозволен. За жал, нешто во нивните виновни лица му го фати окото на Снейп. Тој докуца до нив. Не го виде огнот, но како седно да бараше причина да ги искара. Што имаш таму, Потер? Тоа беше Квидич низ времето. Хари му ја покажа книгата. Книгите од библиотеката не треба да се изнесуваат од училиштето, рече Снейп. Дај ми ја. 5 поени помалку за Грифиндор. Само што го измисли тоа правило, луто промрмори Хари, додека Снейп си одеше куцајки. Што ли му е проблемот со ногата? Не знам, но се надевам дека многу го боли, огорчено рече Рон. Заедничката просторија на грифиндорците беше многу бучна таа вечер. Хари, Рон и Хермиона седеа заедно до еден прозорец. Хермиона им ја провалуваше домашната по волшебствата на Хари и Рон. Никогаш немаше да им дозволи да препишуваат. Како ќе научите? Но со тоа што ја замолија да ја прочита, секако ги добија точните одговори. Хари чувствуваше немир. Си ја сакаше книгата, Квидич низ времето назад, за да не се нервира за утредента. Зошто би се плашал од Снейп? Кога стана, им рече на Рон и Хермиона дека ќе го праша Снейп дали може да ја добие. Подобро ти отколку јас, истовремено одговорија, но на Хари му текна дека Снейп немаше да одбие ако слушаат други наставници. Слезе до наставничката канцеларија и тропна. Немаше одговор. Пак тропна. Ништо. Може би Снейп ја оставил книгата внатре. Вредеше да се обиде. Ширум ја отвори вратата и дзирна. И најде на ужасна сцена. Снейп и Филч беа внатре, сами. Снейп си ја држеше на метката над колената. Едната нога му беше крвава и осакатена. Филч му подаваше завои. Проклето да е, велеше Снейп. Како е можно да внимаваш на сите 3 глави одеднаш? Хари се обиде тивко да ја затвори вратата, но... Потер! Лицето на Снейп се згрчи од лутина. Веднаш ја спушти на метката да ја скрие ногата. Хари подголтна. Само се прашував дали може да си ја добијам книгата. Излегове надвор, надвор. Хари замина пред Снейп да може да одземе уште поени од Грифиндор. Се заврти горе со трчање. Ја зеде ли? Праша Рон кога Хари им се придружи. Што е проблемот? Со тивок шепот Хари им раскажа што видел.
Знаете ли што значи ова? Заврши бездив. Се обидел да помине покрај она триглаво куче на ноќта на мештерките. Таму одел кога го видовме. Сака да го украде тоа што го чува кучето. И се обложувам во метлата дека го пуштил оној трол за да направи диверзија. Хермиона ги рашири очите. Не би, рече таа. Знам дека не е многу фин, но не би се обидел да украде нешто што го штити Дамблдор. Аман, Хермиона, мислиш дека сите наставници се некакви светци? Рон го повиши тонот. Јас сум со Хари, ништо не би ме изненадило од Снейп, но што бара, што чува тоа куче? Хари си легна, а во главата му брнчеше истото прашање. Невил речеше гласно, но Хари не можеше да заспие. Се обиде да си го испразни умот, требаше да спие, мораше. За неколку часови го играше првиот надпревар во Квидич, но изразот на лицето на Снейп кога Хари му ја виде ногата не беше лесен за заборавање. Следното утро беше многу светло и студено. Големата сала ја исполнуваше прекрасниот мирис на пржени колбаси и веселиот жагор на сите што очекуваа добар Квидич надпревар. Мораш да појадуваш нешто. Не сакам ништо, само малку тос, го убедуваше Хермиона. Не сум гладен. Хари се чувствуваше ужасно. За еден час требаше да излезе на теренот. Хари, ти треба силата, рече Шејмус Филиган. Трагачите се секогаш најмногу напаѓани од другиот тим. Фала, Шејмус, рече Хари гледајќи како Шејмус го преплавува колбасите со кетчуп. До 11 часот изгледаше како целото училиште да излепло на трибините околу теренот за Квидич. Многу ученици имаат вогледи. Седиштата може би беа кренати високо, а сепак некогаш беше тешко да се види што се случува. Рон и Хермиона им се придружија на Невил, Шејмус и Дин, обожавателите на Вест Хим, во негорниот ред. Како изненадување за Хари, насликаа големо знаме на еден чаршаф што ги уништи Шугли. Пишуваше потраз за председата, а Дин, кој умееше убаво да црта, наслика голем грифиндорски лаф одоздола. Потоа Хермиона изведе една мала, тешка магија, за платното да блеска во разни бои. Во меѓувреме, во соблекувалните Хари и соиграчите ги облекуваат црвените наметки за Квидич. Слитерин играше во зелено. Вуд се накашла за тишина. Добро, мажи, рече тој. И жени, рече конечот Анџелина Џонсон. И жени, се согласи Вуд. Ова е тоа. Дебито, рече Џон Визли. Она што го чекавме, рече Џорџ. Го знаеме одговорот на Оливер напамет, му кажа Фред на Хари. Бевме во екипата лани. Молчете вие двајца, рече Вуд. Ова е најдобриот тим што Грифиндор го имал со години. Ке победиме, го знам тоа. Гледаше во сите како да сакаше да каже. Во спротивен случај. Така време е, со среќа на сите. Хари си следеше Фред и Џорџ во облекувалната и надевајќи се дека колената нема да му откажат. Излезе на теренот и ги пречека гласно навивање. Мадам Хуч беше судија. Стоеше среде теренот и ги чекаше двата тима со метлата в рака. Значи сакам чиста, фер игра од сите, рече таа кога се собраа околу неа. Хари забележа посебно му се обраќаше на капитенот на Слитерин, Маркус Флинт, ученик од 5-та година. Флинт му изгледаше на Хари како да има малку троловска крв во него. Со аголото докато го виде развируеното знаме, потрса председател над главите од публиката. Срцето силно му затропа, се почувствува похрабра. Качете се наметните, ве молам. Хари се изјази на нибус вињеди. Мадам Хуч спушти силно на сребреното свирче. 15 метли се кренаа високо во воздухот, почнаа. И квалото веднаш го зема Анџелина Џонсон од Грифиндор, каков одличен гонач, а и многу згодна девојка. Џордан, извинете професорке, другарот на близнаците Визли, Ли Џордан, го коментираше над преварот, под будното око на професорката Мегонал, и таа одлично се пробива таму горе, убаво подавање на Анџи на спинет и неку добро откритие на Оливер Вуд. Лани беше само резерва. Насад од Џонсон и не. Слитерин го презема квалот и капитенот на Слитерин Маркус. Флит тргнува напред. Флит демне е како орел таму горе, шутира. Ке поен, ама не, го запира чуварот на Грифиндор Вуд. Со одличен потек на Грифиндор го земаа квалот. Сега е во рацете на гонечот Кети Бел, кој одлично го заобикува Флинт. Се крева нагоре и... тоа сигурно болеше. Трескачот ја погоди во тилот, а квалот го превземаат Слитерин. Ова е Андриана Пјус која брза кон головите, но блокира вториот трескач.
Му го испрати Фред или Џорџ. Не знам точно кој, во секој случај добар потек на удирачот за Грифиндор и квалот е пак кај Џонсон. Патот ти е чист. Одлично лета. Го избегнува трескачот, головите се предне. Ајде, Анџелина, чувај Брешли пикира, утнува, гол за Грифиндор. Студениот воздух се исполни со восклиците на грифиндорците и неговите стенкања од слитеринците. Итајте се трој понатаму, ајде. Хагрид? Рон и Хермиона се стиснаа да му направат доволно место на Хагрид. Гледав од колибата, рече Хагрид и стави голем двоглед околу вратот. Ама не е исто како да си овде. Уште ништо не е звичкана, а? Не, рече Рон. Хари досега немаше многу работа. Ама немало ни белја и тоа е нешто, рече Хагрид и го крена двогледот нагоре кон точката што беше Хари. Високо над нив Хари крушеше и пробувајќи да ја забележи звечката. Тоа беше планот за игра, негов и на Вуд. Држи се настрана, дур неа видиш звечката, му рече Вуд. Не сакаме да те нападнат пред да мораат. Кога Анџелина поентираше, Хари направи неколку лупинзи во знак на поддршка. Сега пак гледаше наоколу и се обидуваше да ја види звечката. Еднаш догледа златен блесток, но тоа беше само одраз од рачен часовник на еден од Визлиеви, а потоа еден трескач летна кон него како топавско ѓуле, но Хари го избегна и Фред Визли тргна да го брка. Добар си, Хари! Имаше време да го викне кога бесно го испрати трескачот кон Маркус Флинт. Слитерин е во посет, велеше Ли Џордан. Гоначот Пиус избегува два трескачи. Двајцата Визлиеви и гоначот Бел забегуваат кон чекајте, дали е тоа звечката? Се рашири џагор низ столпата кога Андријан Пулсин му падна врз квалот. Презафатен со гледање зад себе во златниот блесок што му помина покрај левото уво. Хари ја виде. Силно возбуден пикираше наоколу по златната трага. Го види и трагачот на Слитерин, Теренс Хикс, рамо до рамо и таа кон звечката. Како сите гоначи да заборавија што им е работата и лепдаа за да ги гледаат. Хари беше побрз од Хикс. Можеше да види како тркалесното топче со размафтани крилја леташе напред. Ја зголеми брзината уште малку. Бам! Одекна гневен вресок од грифиндорците во публиката. Маркус Флинт намерно го блокираше Хари и неговата метла смени правец. А Хари едва се задржа. Фаул! Врика грифиндорците. Мадам Хуч му прозборе нешто луто на Флинт и потоа нареди слободен удар за Грифиндор. Но во сета збрка се разбира, златната звечка повторно се изгуби од видик. Долу на трибините Дин Томас извикуваше: "Судија, избркај го, црвен картон." "Ова не е фудбал, Дин," го посети Рон. "Не можеш да бркаш луѓе во квидич и што е црвен картон?" Но Хагрид беше на страната на Дин. Требаше да ги сменат правилата од и Флинт ги го урнисаше Хари долу. Нали Џордан му беше тешко да не заземе страна. Значи, по вакво очигледно и одвратно мамење, Џордан, зараша професорката Мегаонал. Мислам, по оној отворен и грозен фаул. Џордан, те предупредувам. Во ред, Флинт за малку не го уби трагачот на Грифиндор, што сигурен сум може да му се случи секого. Значи пенал за Грифиндор. Го шутира Спинет, кој без проблем погодува и продолжуваме со играта, а Грифиндор и натаму е во посет. Кога Хари избега уште еден трескач кој опасно му просвира кај главата, почна да се случува нешто страшно. Одеднаш метлата силно му се затресе. За дел од секунда помисли дека ќе падне. Цврсто ја зграбчи метлата со двете раце и помеѓу колената, никогаш порано не му се случило нешто вакво. И повторно, како метлата да се обидуваше да го отфрли, но нимбусот не реши да ги отфрли евачите туку така. Хари се обиде да се сврти наназад кон головите на Грифиндор. Помисли да го праша Вуд да го повика тајм-аут и тогаш свати дека метлата е целосно надвор од контрола. Не можеше да ја сврти, воопшто не можеше да управува. Се движеше во цик-цак низ воздухот и од време на време правеше силни залети од кои за малку ќе паднеше. Ли натаму коментираше: "Слитерин во посет, Флинт во кварталот ја поминува, Слитерин ја поминува Бел. Силен удар во лицето на трескачот, се надевам му го скрши носот. Само се шегувам, професорке." Слитерин поентира: "О, не!" Слитеринците навиваа, како никој да не забележуваше дека метлата на Хари се однесува чудно. Го носеше малку повисоко, подалеку од играта, при што се извиваше и трескаше. "Што ќе да му е Хари?" мрмореше Хагрид. Зјапаше низ двогледот, да не знаев што се случува, ќе речев од изгуби контрола над метлата, но тоа не може да биде.
Одеднаш луѓето од трибините почнаа да покажуваат кон Хари. Метлата почна да се превртува одново и одново, а тој одвај успеваше да се задржи. Во тој момент на целата публика и застана с дивот. Метлата на Хари диво се тргна од Хари и се заниш. Сега висеше на неа и се држеше само со едната рака. Да не и се случише нешто кога Флин го блокираше, шепна Шејмус. Не може, рече Хагрид со треперлив глас. Ништо не може да го испречи на метла освен моќна темна магија. Ниедно дете не знае да го стори тоа на Нимбус 2000. Но овие зборови Хермиона го грабнат во гледот на Хагрид, но наместо да погледне кон Хари, почна избезумено да гледа во публиката. Што правиш? Застенка Рон, целиот посивен во лицето. Знаев, подзина Хермиона. Снейп, види. Рон го грабнат во огледот. Снейп беше среде трибината наспроти нив. Него тргаше погледот од Хари и мрмореше цело време под носот. Прави нешто, ја баксузира метлата, рече Хермиона. Што треба да направиме? Остави ми го мене. Уште пред Рон да ја заврши реченицата, Хермиона исчезна. Рон пак го сврте двогледот кон Хари. Метлата му вибрираше толку силно што речиси беше невозможно уште долго да издржи. Целата публика беше на нозе гледајќи преплашена, кога Визлиеви летнаа во обид да го повлечат Хари на една од своите метли, но не успеваа. Секој пат кога ќе му придаа, метлата ќе скокнеше уште повисоко. Се спуштија пониско и кружеа под него, очигледно надевајќи се да го фатат ако падне. Маркус Флин го фати квалот и поентираше 5 пати без никој да забележи. Ајде, Хермиона, очајно промрмори Рон. Хермиона се проби кон делот каде што стоеше Снейп и сега брзаше низ редот зад него. Но запре, дури пред да се извини кога го турна професорот Квирл главечки во редот напред. Кога дојде до Снейп се наведна, го извади стапчето и прошепоти нешто добро и изврти 3 збора. Излетаа светли сини пламени од стапчето кон работна наметката на Снейп. На Снейп му требаа можеби 10 секунди за да свати дека гореше. Еден насејан психот и сигнализираше дека добро ја завршила работата. Го собра огнот во една тегличка што ја стави во джеп, па побрза назад низ редот. Снейп никогаш нема да дознае што се случило, а таа ја постигна својата цел. Беше доволно. Горе во воздухот Хари одеднаш можеше пак да се качи на метлата. Невил можеш да гледаш, му рече Рон додека Невил липеше во јакната на Хагрид последните 5 минути. Хари забрза кон земјата кога публиката го виде како става рака на уста дека да ќе му се сложи. Се лета на теренот на сите 4, се закашла и нешто златно му падна во раката. Ја фатив звечката, викна тој, мафтајки со звечката во рака и играта заврши во целосна збрка. Не ја фати, туку рече си е голтна. Флин се жалеше следните 20 минути, но не беше важно. Хари не прекрши ниту едно правило. Или Джордан и натаму радосно го извикуваше резултатот. Грифиндор победи со 170 поени спрема 6, но Хари не слушна ништо од ова. Му подготвуваа шоле силен црн чај во куќата на Хагрид, заедно со Рон и Хермиона. Снеј беше, објаснуваше Рон. Го видовме со Хермиона. Тој ја колнеше метлата, постојано мрмореше нешто и не го тргнуваше погледот од тебе. Глупост, рече Хагрид, кој не слушна ништо од она што се случуваше покрај него во трибината. Оти Снејп да прави такво нешто? Хари, Рон и Хермиона се погледнаа меѓу себе, несигурни што да кажат. Хари се одлучи за вистината. Дознав нешто за него, му рече на Хагрид. Се обидел да помине покрај она триглаво куче на ноќта на вештерките. Го каснало. Мислам дека се обидувал да украде она што кучето го чува. На Хагрид му падна чајникот. Од кај знаете за Пувче? Рече тој. Пувче? Да, мој си е. Го купив од еден грк што го запознав лани во еден паб. Му го зајмив на Дамблдор да го чува. Да, љубопитен беше Хари. И не туку ме прашувајте повеќе. Грубо рече Хагрид. Тоа е голема тајна. Чувте? Но Снејп се обидува да го украде. Глупости, повтори Хагрид. Снејп е учител во Хогвартс и никој пат не би сторил такво нешто. Па зошто сега се обиде да го убие Хари? Извика Хермиона. Беше очигледно дека попладневните настани го сменија мислењето за Снејп. Препознавам Баксус само што ќе го видам. Хагрид, иако сум знаела за нив, не смеш да го тргаш погледот, а Снејп воопшто не трепкаше, го видов. Грешка си да знаеш, се вжешти Хагрид. Не знам оти метлата на Хари така се однесуваше, ама сигурно е оти Снејп се обидел да отепа ученик. А сега слушајте ваму, тројцата ги пикате носевите кај што не ви е работата.
Опасно е тоа. Кучето да го заборавите и да заборавите што чува. Тоа е мој професор Дамблдор и професор Флемел. Аха, рече Хари. Значи, вмешан е некој Николас Флемел, така? Хагрид изгледаше многу гневен на себе си.